Шесто оделенец бил психички малтретиран од двајца наставници од основното училиште Војдан Чернодрински од Карпош, велат од Организацијата за диалог и афирмација на средношколци. Случајот кај нив го пријавила сестрата на шесто оделенецот, а родителите поднеле пријава во полиција. Од организацијата велат дека момчето било подложено на вербални навреди од наставниците и завршило на психолог. Дошло до степен каде што го натерале да ја крене маицата, во случај да не препишува, да ги испразни џебовите, му ги истуриле ранецот и така натаму. Еден од двајцата професори кои ги обвини семејството и Организацијата за телевизија 24 негира дека вршел вербално или психичко насилство врз ученикот. Во континуитет кај мене правеше изостаноци доцнеше на секој час, од 15 до 20 минути. И на класниот му посочив, дека детето доцни да пренесе на родителите и добив одговор дека не е мое јас да се мешам во фамилиарни работи и да го оставам детето, родителот кога сака ќе го носи. Од друга страна, пак таткото на детето жртва вели дека изживувањето врз него создава психолошки трауми. Јас разбрав пред крај на школска година, некаде беше една недела пред крајот на школската година, каде што соучениците ми кажаа дека мојот син има проблеми со наставникот по македонски и со наставникот по музичко воспитување. За таквиот проблем соучениците потврдија и пред класниот раководител дека тој проблем се случил. Го однесов на психолошко тестирање. Психолошкото тестирање е направено кај најрелевантна институција во Република Македонија. Тоа психолошко тестирање заедно со пријавата, дисциплинската пријава против предметните наставници е доставен. Како доказ ви доставив се од електронски дневник, што наставникот по музичко во текот на целата учебна година има напишано за моето дете. Од Министерството за внатрешни работи го потврдуваат случајот кој во полиција бил пријавен минатата недела. Од Организацијата за диалог и афирмација на средношколци велат дека ова не е прв случај со насилство во училиштето. До организацијата имало и други поплаки кои се уште ги истражуваат.